Добар ден! Пост-роденеска епизода на Моја сторија. Емитуваме во живо од студиото на Europe House во Скопје, а одиме директно на Македонската радиотелевизија. Минатата епизода разговаравме за Европската унија, за незините цели, за стремежи, но и предизвиците пред кои што се исправа секојдневно. Најпрво предлагам да ги погледнеме најважните работи и поентите од претходната епизода, а потоа продолжуваме со денешната тема и гостите. 90% од странски инвестиции се од земјите членки на Европската унија, 51% се исто така и увозот и извозот е од Европската унија, така ние сме од близко поврзани како партнери во дискусиите кои што сме ги имале изминативе години. Секој мој теков да се не дискриминираат лицата по преценност, него да се подадат рака, можеби тоа е мотото мое за што се залагам. Значи, ако сака некој да добие компјутер, должен е, значи тоа е моје некое правило, да достави било каква потврда со која што ќе го, нели, потврди социјалниот статус на семејството. Не е донере компјутер, знаеш, значи да се пријави било кој, него едноставно си има некои услови. Затоа и ужива некоја доверба ете и кај Европска унија, кај фирми што донираат, физички лица кои што секој ден се јавуваат. Секако, веројатно најубавите моменти со оние кога ќе го слушнав од многу луѓе, познати и непознати, супер сум, оздравев, преживеав, тешко беше, меѓутоа го поминав. Николас Спаркс во својот роман The Notebook, по кој што има направено и филм, секако, како лајтмотив ја зема првата љубов. Една, единствена, уникатна. Првата љубов знаеме дека носи бура од емоции, многу често знаат тие да бидат хаотични, збунувачки. Сето тоа е пропратено со преплет на различни хормони кои што се мешаат и прават да се чувствуваме различно, да се чувствуваме збунето, срекно, но сепак кој да не види од страна може да каже дека се чувствуваме посебно. Денес размислуваме и зборуваме на тема прва љубов. За таа цел, гости денеска во студиото ги имаме Марија Јанчевска, средношколка, актерка, поетеса. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата. Благодарам што сте тука со нас. Го имаме Дамјан Цветановски, мој колега, само актер. Ти не си веќе средношколец, а бога ми не си ни поет сега за сега. Ја имаме Викторија Лоба. Далеко не сум средношколка. Да, не си веќе во средна школа пред некоја година. Естраден уметник, така се водат според вокацијата. Јас ке речев популарна пејачка, ама ете така. Го имаме Бојан Матиин. Тој е визуелен уметник, така? Точно. И го знаете, претпоставам, од гушкање на плоштата, кога се случи на кампањата. Организацијата Млади за љубов. Кој што го спроведе, што го спроведе проектот Гратис гушкање. Так. И имаме Бисера Самарџиева, студент на Институт за психологија, значи иден психолог. Да, идем психолог. Така. Нели, за да не наприш сесија тука да поминеме поевтино, земавме студент. Денеска зборуваме на моје многу големо задоволство на тема која што практично не треба многу подготовка од моја страна, мислам дека и од ваша, а тоа е прва љубов.
како психолог мислам дека треба да ни објасниш по дефиниција што е, како е опишана љубовта во литературата, во стручната литература. Види, љубовта е многу лесно опишана, заради тоа што исто како секоја друга емоција има многу лесна дефиниција, што значи дека ние чувствуваме одредени позитивни диспозиции кон некоја личност. Само што љубовта не е толку едноставна како една реченица и ти самиот кажа дека има бура на хормони, невротрансмитери кои што дозволуваат ние да се заљубиме во некога. И што не прават да бидеме луди и да се посветиме на таа личност комплетно. Например, некои од тие се окситоцинот и допаминот и норепинефринот, кои што буквално нас ни го зголемуваат срцебењето, ни ги прават тие пеперутки во стомакот и всушност љубовта е на некој начин зависност, заради тоа што сите хормони и невротрансмитери што ние ги чувствуваме, нас не прават толку задоволни и среќни, што ние не можеме да прекинеме да бидеме заљубени во таа личност. Така. Многу интересно дека кога ќе се каже прва љубов, сите прво ги асоцира тоа на љубов према дечко-девојка. Кај сите е така тоа? Не го асоцира некој кој ќе каже прва љубов на некоја љубов према некоја, не знам, струка, према некоја, не знам, друга работа? Така некако ми дојде. Така ли дојде? Да. Љубов на мајка. Да. Според мене вака прва љубов е она таа поврзаност на детето со мајката е онаа прва љубов кога нели ќе се роди прво нешто што гледаат тие мајчински очи кои што Не се сеќавам да ти кажам право. Не се, па добро, може би знаеш како. Да. Не ти е меморирано во мозокот, меѓутоа твојата Подсвест. подсвест сигурно се сеќава на тој момент и го има прифатено така. Го има тој импулс на љубов добиено, така да еве според мене мислам дека тоа е тој прв импулс на прва љубов. Се зборува некојаш вака јавно за За љубовта? Да. Не, затоа дојдов на оваа емисија еве да се Супер. изнаприкажам. Кажи ми, според тебе, значи еве, ако веќе не си ти, те ставам веќе во искусна, нели, естрадна уметничка. Кажи ми, помладата генерација сега во овој период, еве да речем тинеџерите денеска, знаат ли они, мислиш ли ти дека они знаат да љубат искрено кога ќе се спореди тоа со тинеџерите пред, не знам, 10 години да речем? Па не мислам дека тоа зависи од времето, затоа што љубовта е сепак безвременска. И мислам дека зависи од индивидуа, а доаѓа тој начин на сакање на љубење доаѓа сепак од семејството и од тој пример кој што ни е прикажан во семејството, со тоа што тоа е нешто што не се учи, туку се абсорбира буквално од околината, во таа во која што може да биде од дедо, баба, може да биде од родителите, од мајката, од братче, сестриче и така натаму, и од тука тоа потекнува се. А сега љубовта према другарчињата, сигурно дека постои, сигурна сум дека тоа во било која доба постои. Додека љубов према меѓу тинеџерите, еве тинеџерите може да кажат, јас не сум тинеџер, така Ја прозва Марија. не би говорела во Да, еве јас од страна на тинејџер можам слободно да кажам дека искрено од мои лични искуства и од искуства кои ги имам слушана нели од деца, односно тинејџери кои се на слична моја возраст, можам да кажам дека љубовта, мислам, љубовните морали некако прилично се изместени. Љубовта во денешно време, зборувам за нашата генерација, е прилично изопачена и да речам транспарентна, поради тоа што не може, на пример, јас не се чувствувам сигурно да верувам во вистинска љубов на овие години, пример. А кога мислам да ми се случи мене вистинска љубов моментално, од проста причина што искуствата ме довеле до тоа да мислам дека постои преголема манипулација и телесно искористување, ако може да се каже, за на овие години нели да се доживее вистинска љубов. Тешки зборови падна. Ти имаш, ако не се лажам, 16 години, така? Да, 16 сега наполни. Имаш 3 збирки, значи сентиментални отпечатоци на времето. Тоа е првата, втората е збирката Солза и третата што е се уште не е издадена, односно не е издадена, така се вика тоа? Издадена, да. Меѓутоа уште не направивме промоција. Нема промоција, тоа е последната Чевлички од Тежок воздух. Толку 16 години, 3 книги, некои мислам дека луѓе немаат прочитано волку позади себе, а се постари од тебе. И со такви изјави и такво мислење, влијае ли од тоа што го кажа сега во однос на како инспирација на стиховите? Да, па во секој случај љубовта
влијае во се што правиме. Мислам дека сите може да се сложиме на таа тема. Таа е вклопен дел од нашето живење, не може да изоставиме. Љубовта во голема мера во секој случај стои зад моите стихови како инспирација кога станува збор за таа емотивна поврзаност помеѓу партнери. За жал, мислам не за жал, туку сепак моите години не ми дозволуваат да црпам инспирација од мојот личен љубовен историјат, да кажам. Меѓутоа, јас многу се инспирирам од туги раскажувања, од профили на различни ликови, еве на пример од филмови и така натаму, така да дефинитивно да. Дамјан, ти црпиш ли за твоите улоги Да. од други луѓе, од други ликови, од други приказни и колку? Па, мислам дека еве во мојата професија цело време треба да најдеме, да оправдаме разни ликови кои што љубат на разни начини и секогаш во секој нов процес одново се обработува психологијата на тој лик, зошто така љуби, зошто така се однесува, зошто се такви неговите постапки. Секако дека се црпи од тоа што ти е приватно, лично, некако си наоѓаш некои паралели за да покажеш тој тип на човек, тој профил на човек со таква емоција. Така да, црпам и од себе, црпам и од околината. Ти се случило да толку длабоко влезеш во лик, конкретно да речеме во некоја љубовна сцена, да тоа што го кажеш према партнерот е исто толку јарко, силно и искрено како кога би го кажувал на партнерот дома, да речеме, или надвор од театарот. Да, се имаат случаи на такви Да си миксаш. Па како да кажам, во суштина кога сум бил така многу заљубен, цело време сум ја канализирал таа своја љубов кога ми е потребна во некоја сцена. Мислам Станиславски би кажал ти верувам. Да. Ете, се најдоа колегите сите. Да. Значи тука имаме од 5 луѓе 4 актери. И ти имаш глумено исто така Да. во Лолита беше представата, беше пред 10, ако не и Така 15, може би да, години, да, на мои од Драмски 18 театар, години, да. Одамна, И баш темата беше таа љубов малце Да. незгодна забранета, но се сеќавам дека беше интересна тема. Бојан, Млади за љубов, организација NGO која што трае 10 години. Повеќе од 10 години. Повише од 10 години. Јас немав впечаток дека е толку. Знаев дека постои, знаев дека е многу одамна, луѓе ама не 10 знаат години. За тој момент, за тоа што многу повеќе не знаат само заради проектот Град Изгушкање, што е под организацијата, а самата организација трае многу подолго. Всушност и Град Изгушкање беше и почетокот на организацијата, така да тука во некој соодносе. 2008 беше нешто така. Да. Започната од Зоки и од Ивица, поздрав. И Ирина Тошева им се приклучи набрзо. Во до трчка. гушкањето. Да, до трчка, некаде тука беше околу нив. Фактички преку гушкањето ние сакавме да покажеме многу повеќе од само гушкање и град Изгушкање. Туку сакавме да им кажеме на луѓето во Скопје, затоа што тука почна, ама подоцна и низ цела Македонија, дека е во ред да гушнеш сосема непознат човек, затоа што едноставно го правиш денот на тој човек, а и на самиот себе си. Затоа што има некој убавен, има нешто мистериозно, да не речам, во тоа запознавање. И во текот на годините сме имале милион случаи, и пријатни, за жал и непријатни. Помалку за Непријатни. Да. Сме имали стални посетители, да не речам, што со дотрчување ни доаѓале. Како кажеш? Ајде да се гушнеме и идам на работа ако сакаш. Побрзо ајде. Да. Доаѓале, знаеле дека пошто најчесто ствари пред ГТЦ, пред главните скали сме се чекале, сигурно сте Таму ме и виделе. кај, Сме се гушкале. Да, верувам. Многу луѓе сум гуштал, не може не памтам. Да. И доаѓале специјално само за тоа и продолжувале со денот едноставно, и тоа ни е екстремно драго и едва чекаме тоа пак да го правиме. Добро, а какви други проекти има организацијата? Организацијата сега не може толку многу да функционира заради препораките, нели, заради пандемијата, но сме организирале безброј хуманитарни настани, најчесто биле во кафулиња, со кои што сме собирале средства за одредена цел. Сме донирале милион облеки, играчки, апсолутно све за луѓе со попреченост, за специјални организации со работници кои што ни биле.
Така да мислам дека овие 10 плюс години се исполнети со многу убави Активност. нешта и активности, да. Активности. Да. Така е. Бисера ми опиша како, што е, нели, првата љубов, нели, малце по Breaking Bad стил, со се хемиски реакции, со се хормони, со се. А ме интересира секој од вас, кога ќе му се каже прва љубов, еве, Викторија каже дека не се асоцира на, не знам, мајчинската љубов, односно бебето, мајката бебето не може, значи бебето према мајката. Ме интересира, Марија, кога ќе се каже тебе прва љубов, на што те асоцира? Кога мене некој ќе ми каже прва личност, не ме асоцира на човек за жал или за среќа, не знам. Ме асоцира на театарот, поради тоа што мене театарот, да речеме, беше таа прво поврзување со нешто, а да не е моето семејство или пријателите. Можам да кажам прва љубов, јас ја искусив на малку не секојдневно на различен начин, мислам дека тоа исто така ме двои од другите. Јас ја искусив од туѓа кожа, односно од кожа на лик, глумејки. Поради тоа што сум учена по принципот, мислам кај ти ќе се согласиш дека најдобро интерпретираната глума се случува токму тогаш кога ние воопшто не пробуваме да изглумиме, да преглумиме, воопшто да не глумиме, туку напротив сето тоа да го преживееме, да го доживееме на своја кожа и така да го пренесеме преку спектарот, нели, на ликот. Мене токму тоа ми се случи. Бев заљубена, играв заљубен лик всушност и пред самата да бидам заљубена и на таков начин ја запознав првата љубов. Имав повеќе проекти, еве, например, пред неколку години баш целиот концепт во последниот спот на Тоше Secret Place, во кој играв, целиот концепт беше прва љубов на две деца. Потоа го имав и првиот бакнеш на камера на филм. Не ми се случи во живо, ми се случи на камера, на филм на Дина Дума и така, на два сосема различни начини. Така. Ја искусив љубовта. Так. На професионално ниво. Да. Прва љубов. Па не знам, мислам, можам да кажам за многу работи дека ми биле првата љубов, ама така се одделени. Мајка, првата љубов, Кој ќе ти кажам се, прва љубов, што ти текна? Можеш и игрици да кажеш, не е тоа страшно, значи... Не е игрици. Не, првата љубов, мислам дека за мене исто ќе биде театарот или да, Нема, театар. кој влегол како дете во театар не може... Ајде па вие за театарот сте се факеле, гледај сега. Кажи ми ти, прва љубов, што ти доаѓа на памет? Храна. Exactly my point. Значи, мене кога ми рече кој прва љубов, јас си викам, па јас. А шала на страна стварно ме прави среќен. Тоа сакав јас сега да го кажам. Јас, например, кога ќе ми рече некој прва љубов, да, јасно ми е све ова што е, нели, мајка, родители, сопруга, сопруг, деца, се тоа, значи театар, така е све. Ама секогаш кога ќе ми дојде нешто прва љубов, сите овие работи што ги кажавме се во едно топче ставени кое што уствари ме прави мене целиот. Така секогаш си викам јас дека ако си се сакаш себе си, можеби како прв на редот, можеби поуспешно ќе можеш да ги тераш тие другите работи. Токму тоа јас сакам да го кажам, јас. Така е, чиста работа. Предлагам сега да видиме еден прилог. Ги имаме Мила, Милена и Софија. Они ни зборуваат за искуствата и за тоа како да живуваат првата љубов. Одиме. Прва љубов. Па има ли нешто поубаво од пеперутките во стомакот? Романтичната љубов е зависност, а вие веќе ја примивте првата доза. Ви честитам. Па сега да ве запрашам. Дали може да ја опишете првата љубов со 3 збора? Искрена, лојална и сензитивна. Слобода, доверба, разбирање. Искреност, младост и лудост мислам дека се најидеалните 3 збора кои може да опишат мојата прва љубов. Што се случува во вашиот мозок кога сте заљубени? Или што би рекол Алберт Ајнштејн? Како на земјата некогаш ќе објасниш во однос на хемијата и физиката толку важен биолошки феномен како првата љубов? Љубовта е чувство на атракција или поврзување меѓу луѓето. Слобода, да бидеш со некој, но да не си изгубиш самиот себе си.
Љубов е кога сме среќни, кога се сакаме, кога се гушкаме, љубов е кога сме заедно, љубов е кога се чувствуваме исполнето, но исто така љубов е и кога си не достигаме и кога не боли. Емоциите знаат да бидат хаотични, а импулсот на првата љубов погласен од било што друго. На колку години ја искусивте првата љубов? Мојата прва љубов беше на 14 години. Првата љубов ја искусив на 16 години. Сега би се запрашала, што ја прави првата љубов незаборавна и кој спомен ќе го понесете со вас од вашата прва љубов? Омилен спомен од првата љубов ми се првите пеперутки. Ноќта, кога прифатив да му бидам девојка, Кога во основно училиште, класната ме заборави на екскурзија под летниковецот, немаше друга опција за враќање освен да се вратам со автобусот во кој беше мојата денешна прва љубов. Секоја љубов не учи на важни лекции, особено првата љубов. Верувам дека среќата и љубовта секогаш го наоѓаат својот пат. Ништо не треба да се форсира или пак да се брза. не се плашете да сакате и не се ограничувајте. Симбиозата на двајца заљубени млади укажува на една идеална представа каде што секоја потикната емоција нуди ново искуство. Чувството дека си семоќен да полеташ и да достигнеш височини без лимит. Затоа не заборавајте. Првата љубов останува да живее во вас за секогаш. Јас се сеќавам на мојата прва симпатија, се сеќавам на мојот прв бакнеш. Се сеќавам и на мојата прва љубов. Има, например, пар пати кај што не се сеќавам дали тоа било истиот човек или не бил истиот човек. Ми се мешаат. Викторија, кажи ми, дали ти се сеќаваш на твојата прва симпатија? Но прва не се сеќавам, ама ајте имам како една хронологија од слики од градинка. Тогаш? Да. Напредни човече. Така имаше едно прекрасно момче со плави очи и јас фатана за рача со него на сите слики. Значи не го пуштам. Тој насмеано ќе на ја до него очите не ги тргам на сите слики. Веројатно тоа била мојата таква прва љубов со Неверојатно. нешто што го перципирав како друго, освен себе си. Неверојатно. Јас ќе речев, мојата прва симпатија беше кога бев седмо оделение, пример. Ама од градинка е многу хардкор. Кажи ми, ти дали се сеќаваш на твојата прва симпатија? Секако дека да, дури често ја раскажам приказно, најверојатно прво второ оделение бев. Исто плави очи. Аман тебе, аман ти имајте усилче. Во дневник бевме еден по друг. Игравме жмурка, нема да ја откривам името. Игравме жмурка во мало и знам дека јас со неја се криев и требаше да го плукнеме тој што жмуреше и кажав како чекај јас ќе видам. Онага како во филмовина, како бојно поле дека е. Чекај јас ќе видам, не се кри. Вирнав и видов дека нема никој, кажав одиме. И ја фатив за рака и она ме баци за образ. И ја тука мислам дека паднав на земја. Ни плукање, ни ништо, све забориш, само загина. Прв загина. Дамјан, во новата сезона на 5 плюс фамилија малку повеќе се свртивте кон тинејџерите. Попрецизно да кажем на оние кои што нели рана адолесценција тука се движат. Кажи ми, ја доближивте ли темата љубов до гледачите, до тинејџерите кои што ве следат? Искрено мислам дека ја доближивме, мислам на крајот од денот не сум јас тој што би требало тоа да го одговори туку младите деца дали им ја доближивме или не, дали успеавме во нашата намера. Нашата намера секако беше тоа, се обработуваат разни теми, меѓу кои и некои симпатии, така прва љубов и такви работи. Да. Бојан, кажи ми интересира кампањата Гратис гушкање. Која беше целта кога ја почнавте оваа кампања во како идеја? Освен тоа, нели дека луѓето треба да се изгушкаат, дека е добро да се гушнат со некој друг. Знаевте ли колку време ќе трае, до каде ќе оди, кои се лимитите, границите? Па искрено не, некој како некој вид на жива материја беше самиот проект Гратис гушкање. Ама најверојатно целта е постигната со тоа што, како што веќе напоменав, стварно се организираат доста хуманитарни акции. Луѓе во недознаат, се прошири низ цела Македонија, дури и во регионот.
не препознава и фала ви на кој што не поканивте, затоа што не сме активни едно добри 3-4 години. Последно гушкање ни беше 2018, ако не се лажам, Ирина извини. Со моторџиите од Нотни волци, кои што баш од ГТЦ уствари го започна нивниот дефиле има они тогаш. Journey пат низ 45 земји, да. На светскиот ден на гушкањето и гушка низ тие 45 земји. Така да некако испреплетен има милион ситуации. Целта мислам дека дефинитивно се постигна затоа што помогнавме на стварно многу луѓе. Многу пријателства се основа, кои што се уште комуницираме со тие луѓе, без разлика дали е некој партнер наш, дали е пријател, колега, волонтер, што и да е. Да. Се оствари целта. Така. Бисера, Да. првата љубов, да. Ти си. Првата љубов носи обично и проблеми, не е само пеперутките убавите. Нели, што кога еден ден, не знам, некој тинеџер, да речеме, му се случи, нели, крахот, крајот на светот доаѓа, после тоа нема живот и побара помош од вас како иден психолог. Што би советувале на оние кои што им се случуваат тие крахови во однос на првата љубов? Дека животот ќе продолжи. Ама, што сакам Пробај да ме убедиш сега. поспецифично, па вака. Ако доаѓа, например, до раскинување на врската, тоа многу е тешко за сите, особено за луѓе што се во првата љубов, заради тоа што тоа е се што тие познаваат, нели? Тие се поврзуваат со таа личност, едностануваат и на некој начин тоа што мора да се случи откако они ќе раскинат е повторно да се запознае себе си личноста. Значи дека треба да се потсетиш како функционирала кога не била заврзана со оваа личност, што правела во текот на денот кога немала цело време личност на која што може да ѝ се јави. Така што треба повторно да научи таа личност како да биде сама, што до некаде е многу добра работа, бидејќи последната личност што ние ќе имаме на светот сме ние самите, така како што кажа ти, најмногу ја себе си се сакам. Тоа е љубовта прва. Така што мора да се работи на индивидуација на личноста повторно, за да се раздели од тоа што до сега личноста која што била врзана. Така, Викторија, нели, музиката е обична рефлексија на општествените, на социјалните случувања, но многу често знае да е и случувањата внатре приватно, твојот однос према друга личност. Колку е твојата гледање, твојата условно кажано љубов према друга личност, инспирација за песните кои ги правиш, кои ги ствараш? Да, со оглед на тоа што текстовите, поголемиот дел од текстовите сама си ги пишувам, морам да кажам дека црпам инспирација од свое лично искуство и мислам дека е тоа најлогично за еден артист да ја пренесе она своја состојба на публиката. Меѓутоа, знаеш како, и со текот на годините таа Викторија која што била пред 10 години, која што е сега, сигурно дека искуствата се веќе поинакви и многу работи би можела и да променам во моите текстови, затоа што не стојам сега позади нив. Меѓутоа, сепак за воопшто во музиката љубовта е инспирација, тоа е непресушна инспирација. Например, има ли период кај што слушајќи ги твоите песни може да се каже дека додека ги стварала овие песни Викторија имала убава, Сигурно. не знам, убави чувства или била малце разочарана од љубовта? Погрешно ја доживувала љубовта. Секако дека може, да. Се осеќа тоа? Се осеќа, да. Добро, види, сите ние растеме со текот на искуството и убава така едно текнувало да ти светне дека всушност јас сум таа љубов, дека јас сум таа што си се бара, не барам никого, туку си се барам себе си, кога ќе се пронајдеш себе си, исчезнува она другото, веќе не си поделен од околината, не си поделен од никого, ти си едно со сите. И тука е таа, знаеш како викаат, кога ти е убаво со себе во друштво, тогаш си во најдобро друштво. Да. Да, така да, сепак, тоа е најискрената љубов. Навистина, кога си ги слушаш песните, да речеме, првите песни, си викаш кој леле, што сум пишувал, нормално ли сум била? Тотално, знаеш, меѓутоа, сепак тоа се некои импресии кои што сум требала да ги живеам и публиката која што еве ги слуша некои постари мои песни,
исто така ги троши своите импресии, затоа што нели таа болка која што е од раскинување, од не знам, од било каква таа болка од љубов да кажеме, некој друг треба да ја преживе, затоа што еве од лично искуство ќе кажам и знам дека и психолозите исто така мислат дека само со соочување можеме да ги надминеме нештата. Точно. Дека тоа е така и еве се надевам дека некои од мои песни ќе бидат како едно соочување, како едно поминување низ таа ситуација за да си се пронајдат себе си едноставно. Дамјан, ти си релативно млад. Немаш некој голем опус, немаш толку голем опус како Викторија на пример во однос на улогите. Ти се случува тебе на пример кога гледаш на старите улоги, условно кажам, нели, љубовни улоги, да си викаш што сум правил тоаш како сум можел? Па да, мислам дека сите луѓе да земат сите луѓе на светот да пишуваат дневник и да си ги воведуваат своите мисли, кога ќе се вратат во ретроспектива, секогаш ќе има работи кои леле како можев ова да го мислам. Ама од друга страна мислам дека и во целото тоа има работи што секогаш останале некако како столб. Гледаш дека секогаш биле тука тие некои работи. Си се водел според една работа и тука цело време шета работа. Така ми делува. Марија, твојата прва збирка кога е објавена? Објавена е кога јас имав 12 години. Значи, Мислам 2018-2017. Од првата до третата има 4 години. Кога ќе препрочиташ првата збирка, што си велиш? Па, Или не си ја земајќи препрочитала? предвид дека не, ја имам препрочитано нормално како секој автор кога си ги сигурни Викторија си ги прослушува песните и така Се срамам сега. Да, па Освен не, на радио кој ги пушта. Многу ми се различни гледањата во однос на тоа дека тие песни кои се напишани таму и тие стихови се рефлексија на моите мислења и мојата визија во тие години. А нормално, односно многу нормално кога ја правиме таа транзиција од деца во тинејџери, се случува, мислам дека и најголемите промени ни се случуваат. Мојата прва книга крие една сосема различна Марија, која е многу понаивна. Нели, нормално, многу оправдана, бидејќи толку сум знаела тогаш од љубовниот свет, од љубовниот... Пишуваш за љубовен език? Да. Од гледна точка на што? Гледна точка, како што кажав, од профили на ликови, не од своји собствени искуства. Така, од тоа што си го слушнала, што си го видела, што мислиш дека го знаеш за љубовта. Да, што мислам дека го знам, многу го кажам. Ме интересира Не сите... сум толку компетентна си уште за да дебатирам на тема љубов, меѓутоа на прва љубов, да. Мислам дека никој не е во животот никогаш доволно компетентен да дискутира на таа тема, колку и да е... Може би само Бисера, бидејќи возрастен. е навлезена во суштината, која е веќе фиксирана. Ние можеме да ги искажуваме само емоциите. Сигурен сум дека и на психолозите им треба психолог некогаш во врска Да, со љубовните проблеми. Никој Ме не интересира е. сите вие. Дали мислите дека првата љубов не учи за тоа како дека треба некогаш да се ставиме пред другите луѓе? Себе се заставиме пред Да. другите луѓе. Или другите луѓе ги ставиме пред нас. Да ги ставиме, да ги ставиме другите луѓе пред нас, Нивните потреби пред нашите дека малку треба да се ставиме во положба на другите. Да се ставиме ние во втор план, така? Да. Дали првата само љубов зборам погрешно. таа Да. прва? Мислам дека секоја љубов некако тоа ја учи личноста. Првата мислам дека можеби не е на не толку здрав начин ја учи личноста, заради тоа што најчесто личноста кога со првата љубов е премногу посветена таа личност и може дури да се запостави премногу себе си. А мислам дека клучен дел од секоја љубов е на некои моменти да се стави другата личност пред своите потреби, не заради приврзаноста или заради колку мислиме дека таа е посебна, туку повеќе заради самата човечка комуникација што имаме со таа личност и разбирањето што го имаме кон другата личност, дека и таа некогаш има различни потреби од нашите и дека треба да помогнеме на таа личност наместо на себе си можеби во тој момент. Истото е и доколку излеземе загорчени од првата љубов? Дефинирај загорчени. Епа, ако првата љубов не заврши така, Славно. нели, сладко и славно како што ние си замислуваме, во кое што сме мислеле дека треба се да направиме за другиот и одеднаш испаѓа дека работата завршила многу горко. Што се случува според вас тогаш? Јас мислам дека секако кога ќе ги ставиме луѓето што ги љубиме, нивните потреби пред нашите, пред се има едно задоволство за нас во целото тоа.
Како Да. ајде вака, едно дете, трето деление, секој ден оди си купува сладолед, еден ден се заљубува во Наде и следниот ден на Наде го купува тој сладолед и пак е задоволен. Мислам, дури можеби повеќе задоволен од што бил со сладоледот секој ден. Да. Така да мислам дека не губиме. Се согласувам, Не да. губиме од тие работи, добиваме. Сите Јас ние мислам- сме себични од тој аспект, делуваме за да ни биде подобро, така да дури и тие хумани работи што ги правиме исто се од таму потекнуваат. Мислам дека треба да љубовта кон другиот да резонира и со себе си, затоа што ако јас сакам да од мојата љубов да направам нешто против сопствена волја, тоа не е љубов, според мене. Мислам, тоа нема да заврши така како што лошо ќе заврши дефинитивно. И ќе заврши, а може да не заврши. Се согласувам. Да, Ама тоа е дефинитивно. кога е против Затоа тука твоја се волја. збунив како да го ставиме другиот пред. Па, знаеш како, некогаш во љубовта не се ни осеќа другиот. Тоа е единство. Нема зашто да има дисонанс меѓу две такви. Затоа треба искрена комуникација. Ако му е добро на партнерот, добро ми е и на мене, да. Да. Па не баш. Мислам, Не ако знам. неговите потреби се Па добро, задоволени. онако, еве јас сакам да... Народна музика, ако сакаш да правиме тогаш. Мислам Да. Шего. Слушалки. Сепак мислам дека Компромис. треба тоа да не биде против своја сопствена волја, додека јас се пронаѓам во сите тие ситуации, сета таа љубов, тоа функционирање, тоа е супер. И така треба да биде, а не да се оди против своја волја. Верувам дека и другиот нема да му биде тоа убаво, еден ден ќе ескалира и нема да се знае од што се ескалирало. Туку некој ќе ќути, ќе трпи, а не му е по волја, ама јас го сакам. И тоа ќе се таложи сето тоа и може да донесе да се изгубат, не знам, години во неразбирање, додека може со комуникација да дојде до едно убаво разбирање помеѓу компромисот секогаш е тука. Не треба да ги Точно негираме така, своите да. потреби. Да. Не треба да Да. си ги дозволуваме своите потреби. Да, кога Да ги зборуваме за забораваме. ставање на другите потреби пред своите, дефинитивно зборуваме за нели мали работи кои што ние можеме моментално да ги дадеме од себе, дали е тоа внимание или емотивен простор, моментално зборуваме за нели проблемите на другата личност, но никогаш не треба себе си комплетно Сладоледот на за Наде. сладоледот, да. Јас Работи сепак што мислам дека се можеме зависи од моментално. Наде и морам ова го кажам. Наде? Значи се зависи од Наде. Ако се тоа е взаемно и ако ние го ставаме нашиот емотивен партнер неговите потреби пред нашите и тој ги става нашите пред неговите, мислам дека врвот бркаме, нуди една најверојатно. сладка поделба и за Наде и за Значи, партнерот. сладоледот за Наде, Токму а тоа за... не треба да биде а за- поделба, тоа Да. треба да биде спомножување. Да. Спомножување на љубов, а не поделба. Делбата на деле, ние треба да само да и да се множиме. Да, Исто така, да. во случајот со Наде, за Наде сладоледот, за дечкото стапчето. Да. А дали Наде треба И насмевката на Наде, И која што насмевката не ја на видов претходните Да, 3 дена. секој ден се Бил, не бил, повторува бил на тебе, снимката безусловно, на како и Наде да. се прототвари на сладоледот. Во еден филм, мислам дека беше Магнолија, ако не се лажам, еден од ликовите ја објасни љубовта така што вика јас вика сакам да се видам во очите на другиот како се сакам. Односно да видам дека толку многу ме сака другиот, да во очите јас сам се засакам и се речам колку ме сака, колку сум јас ствари добар. Така да Тоа е егото. Да, тоа е многу интересна работа која што знаеш, на крајот на денот ти можеби на тоа се сведува да видиш дека си доволно вреден и даваш доволно љубов на партнерот за да врати доволно за да сватиш колку е тоа битно. На крајот, како што кажавте, нели, љубовта се мора да биде заемна и условно кажано поделена. Знаеш како го многу едноставно. Биди ти. Биди тој што си. И тоа Ако некој те сака, да. почитува, ќе те сака, почитува. Па тоа е целата поента. Всушност тоа е тоа, не знам и тие мани никогаш се сладки нешто за други за партнерот кој што навистина Мајка ми е така ми викаше, биди си само ти бе сине, Да. биди си, викам, абе јас сум си, ама нема друг некој што ќе го види ова дека сака да си направивме муабети и метафизики и теории за љубовта. Имаме еден прилог во кој што малце потехнички зборуваме и објаснуваме за љубов. Предлагам да го погледнеме ако може.
замежи. Сети се на твојата прва љубов. Многу слики, многу емоции, вредни за паметење. Првата љубов е посебна. Таа е возбудлива, непредвидлива. Може да те насмее, може да те разплаче, може да те исплаши, таа може се, може и да исчезне. Паметиш за секогаш. Таа останува со тебе за секогаш. Таа е тука да те потсети дека љубовта постои. И дека можеш да сакаш повторно и повторно и повторно. Првата љубов е тука да те охрабри да сакаш. Се додека не ја пронајдеш вистинската. Тука дојде моментот кај што цело време околишеме нешто љубов према пенкало, љубов према сладоледот, љубов према музиката, романите, према гушкањето, према добротворните не знам сврхи и така натаму и така натаму. Сакам од вас сега тука да ми објасните конкретно вашето искуство, вашата прва љубов према друга личност. А пошто Викторија е така најспремна, мислам дека. Да. Тебе ќе те прашам. Еве сега коментиравме додека траеше прилогот. Секогаш првата љубов најчесто ја поврзуваат со партнерот, со првиот партнер, не знам, со меѓу маж и жена, не знам зошто, некако не ми се сврзува таа теорија кај мене. Не ми кружи. Кажи ми ти конкретно за твојата прва љубов према човек. Према човек? Да. Мајка ми? Ама Добро. тоа е вистината, знаеш? А према дечко, например? Романтична. Или девојка, романтична љубов. Така, тоа ми беше. Романтична е романтична сосема љубов. друга. Прва љубов не можем, знаеш колку ќе се присетам. Мајка ми како ме забавljала како детенце, кога ми пуштала музика, како ми играла, како ме гледала, тоа е за мене таа прва љубов што сум ја чувствувала, таа ми била така пренесена, еве дури ми трепери гласот. Ај сега за романтична љубов. Ама така е вистина. Романтична. Не знам, романтична љубов. Како да пополнуваш оној ти текне алманахот што си го пополнувавме во средно? Толку платонска, толку фантастична како фикција, нешто, некоја платонска љубов, како еве постои еден дечко. Јас сум малечка, нормално е еден дечко и многу е убав и не знам зашто ете така си го подгледнам од прозор кога ќе го видам на улица дека игра со топка, не знам, фудбал со другарите. Тоа е таа платонска љубов, да можам да кажам еве дека таа романтичната љубов која пишуваш во песмарица. Сега не знам, се надевам дека луѓето се уште пишуваат во песмарици, не само во телефоните. Така да. Додека се допаѓал мислам дека тоа е тоа. Додека некој момче ти се допаѓало, си морала дома да седиш да ти пеат и да ти играат. Ама си го дзиркаш, тоа е таа романтична љубов, таква. Дамјан, твојата прва романтична љубов? Па ќе кажував за нешто од средна школа, ама како го кажува Викторија, се сетив дека кога бев мал, баш пример прво одделение или второ, бев на еден сет, татко ми снимаше некој филм и имаше една глумица таму, Арна Шијак. И нешто, имаше некој доручак таму на кетеринг и јас седев на страна и таа дојде до мене и нешто
валјда да јадам или нешто така. И толку многу се заљубив јас во Арна Шијак. Секој ден сакав да одам на снимање пак за да ја видам, не, така да еве сега ми текна тоа, ми изгледа првата. Неш дека и мене ми текна само некада така. Ама ќе ви кажам и јас после тоа. Кажи ми Марија, ти? Симпатија нека. Не знам стварно што очекувате, ви кажам, стварно не е толку интересно ова што ќе го кажам, ама јас имам 20 постари браќа и некако ептен кога бев мала, зборувам под 7-8 години, постариот брат имаше другар и мене живот, мислам дека мене детството ми помина кога другарот на брат ми ќе дојдеше кај нас дома или кога ќе се дружа јас да бидам во околина. И сега многу ми е чудно што сите ме зафркаваат за тоа, ама дете, кога ми текне на прва љубов, ми текне на другарот. Сега на другарот ќе му биде незгодно да почне да доаѓа одека да знаете. Бојан, ти? Морам да признам дека мене малку таймлайнот ми го смешавте, ама најверојатно сега скоро се случи. Се надам дека не гледа, пошто малку ми е незгодно. Види, не мора со имињата. Многу персонализирано почнав. Да, сосема неочекувано се случи. Тотално не бев спремен и не бев заинтересиран искрено, ама ете на крајот од денот заврши све преубаво. Не знам, уште сум збунет и jem пеперутки. Ти се Тоа е враќате вајда добро? емоциите. Да. Ништо не се случи? Не, се уште се случува. What are you? И нашиот психолог, ама од не психолошка гледна точка, значи од најлична, приватна, да. Јас сум истата линија со Бојан, Да, јас исто моментално сум во првата љубов. Што направивте бе романтици, почекам, човече, изгледа. романтици. Тоа е моментот што најверојатно се случува кога сосема не очекуваш и тргаш све на страна, затоа што ја бев еден месец сам во Охрид, ако сакате баш да знаете. Ништо не ме интересираше, сам бев на плажа, ми беше феноменално, се вратив. Охрид, чекај ме. Многу слично, Охрид. искрено. Ти кажам која плажа? Многу слично приказна исто, така што. Супер. Кажете ми, нели, блискоста која што ја добиваме, ние како нација сме многу гушкачка нација. Сакаме да се гушкаме, сакаме да се бацуваме, сакаме да даваме и да примаме љубов према луѓе кои што можеби не се најблиските до нас, што се будиме сабајли или што ни се во оваквото. Кога се случи коронава, целото тоа мораше малце да го свртиме. Пакост. Да, мислам дека е кобно, среќа вие со гратис гушкање порано завршивте пред короната, можеби ја навестивте. Да, свари дека ќе се дешава. Ја навестивте короната, да. Кажете ми, што се случува кога, не знам дали се случила тој момент кај што првата љубов која што условно кажано, ама сега вие си кажавте дека е тука, љубовта која што некоја сте ја сакале, што обожувале, да речеме завршила нели неславно и одеднаш доаѓа момент кај што нели треба да се гушнете, да се поздравите, да имате некоја комуникација. Не. Како реагирате во тие моменти? Една попросто кажано со бившите, како комуницирате кога ќе дојде неизбежен контакт? Па млада генерација. Ја искрено сум окей односи со Јас? релативно сите. Така да, вајда е окей. Да. Па во тие меѓучовечки соодноси кои се случуваат, мислам дека ние никако сега не знам, не сум многу компетентна нели да зборувам, ама мислам дека премногу го идеализираме партнерот и потоцна кога сета таа бајка ќе заврши, ние всушност гледаме што и како е. Некој вол. Добро, најчесто немаме толку драстична разлика во вкусот, ама сепак ги гледам и вистинскиот човек, сега да не речам лошите страни, ама вистината гледам и малку сме како Затоа што имам очекување према другиот. Да, зборувам за прва љубов. Значи тоа не е љубов, вистинска љубов, туку е така некоја некои не знам трауми веројатно кои што се манифестираат. Додека вистинската љубов е не бара ништо, не тоа знаеш како директна љубов, како кучето твое што те сака. Тоа е директната љубов, безусловно она те сака. Но ти не знаеш дали те сака.
Оно се однесува дека Не, не. Како те сака Да, тоа? како те Абе сака, директно те сака, не го интересира ништо друго. Се согласувам. Значи тоа е таа љубов, Да. таа безусловна љубов таква. Додека нели со партнерите сепак имаме некои трауми кои што ги поминуваме или заедно или Како се борите со траумите од претходните неуспешни љубовни комуникации? со сознавање. Со сознавање, тоа е една длабока контемплација на сето тоа да ти текне уствари дека тоа е траума, дека не е тоа. Тоа што го кажа Бисера, дека повторно треба да се запознаеме. Тоа, мислам, го нема во зборови, ма како го кажуваш, дека аха, да, па тоа се случува. Но добро, тоа е доколку си свесен и доколку ја гледаш приказната ситуацијата отстрана. А кога си внатре и кога целото тоа е толку замаглено и мислиш дека нема ден после тоа, како го канализирате тоа? Може би Ама вистината е дека има ден после тоа и за еден ден нема да има, ќе помина 2-3 недели, ќе видиш дека тера работа. Тоа е импресија, тоа е моменталната состојба. Мислам, сега можам тоа така да го кажам. Пред 10 години сум плачала како магаре, така? Ама вистината е таа дека со текот на, не знам, со годините веројатно доаѓа до некое осознавање и ќе се запрашуваш дали јас вистински се сакам себе си. И зошто ми е потребно другиот да ме сака мене, дали јас се сакам прво себе си. Така, мислам дека доаѓа се од себе. Не мислам, јас сум сигурна дека тоа доаѓа се прво од себе си и веќе тоа кога ќе го isprocesiraš, Доколку се сакаме себе си, може да се сакаме веќе се манифестира во самата околина, знаеш, ние привлекуваме тоа што сме. Тоа е многу едноставно, некоја сила на универзумот, ама така е во суштината која ќе видиш. Чудна работа. Сите насоки, сите идеи и сите одговори се тоа дека треба да се сакаме себе си, а пустите ние патиме по лајкови и по шерови. Малце зезната работа. Па треба да се препознаеш таму каде што не си ти. Треба да се препознаеш во која ситуација не си ти. Зошто ти е тоа потребно? Заради што ти е потребен тој лајк? Заради што ми е потребно мене другиот да ме сака? Да, како е тоа поврзано со тоа како ние себе си се вреднуваме и како се гледаме себе си. И зошто толку многу ни треба таа надворешна потврда? Друга бараме некој во лајк. Друга тема. Синот на сторието. Да, можеби чекаме некој конкретен да лајкне. Сме били таму. Полека стигнавме до крајот, знам дека може да си правиме муабет за оваа тема сигурно уште долго време. Баш ми е жал. Да, пред крајот сакам од сите да ми кажете една порака за сите тинејџери, млади лица кои што се влюбени, ќе се влюбат или кои што се разочарани од љубовта. Марија. Би рекла, оставете малку простор да сакате и да бидете сакани, дека можеби љубовта е единствената работа која исто толку ни не храни кога даваме, исто толку и кога ја примаме. Останете заљубени. Драматично. Да. Пази што ќе кажеш после ова. Да, треба да се размисли. Не, мислам дека тоа е нашиот бензин, љубовта, не можеме без неа. Потрагата по љубовта е вечна, сите ќе продолжиме да ја бараме и продолжете и вие. Викторија, ти мислам да ја кажам многу, ама те молам. Добро, чекај уште нешто имам да кажам. Имаш гарант. Ништо, една кратка фраза е тоа: биди љубов сам за себе си, а додека ќе се надополнам онаа теоријата дека ја бараме втората половинка од нас е според мене сосема погрешно, значи да престанеме да бараме други половинки затоа што ние сме веќе целосни. И ни треба уште еден целосен. Не ни треба, да, токму така, ни треба уште еден целосен со кој што би можеле да резонираме и да си се разбираме. Значи да не разберат и да бидеме разбрани. Тоа е тоа. Ама пред се биди љубов ти. Бојан? Не брзете, уживајте, ќе биде се окей. Имајте добро друштво околу вас и тоа ќе ве одведе на добар пат. И гушкајте се. Највеќе што можете, ама пазете се, ама со сигурни луѓе гушкајте се највеќе што можете. Тестирани, вакцинирани. Само со блиските. Бисера? Јас би рекла, уживајте во љубовта. Било да е романтична, било да е кон мајка, кон пријатели, уживајте во нејзи, во сите емоции што таа ви ги буди, дури ако ви излудува и не можете да заспиете зашто мислите за вашиот партнер, уживајте во тоа заради тоа што особено кога сте млади, нема после тоа, ќе биде незаменливо. Ја ќе цитирам еден светски поет,
може би и вие го знаете, Владо Јаневски вика што и да е ќе помине. Така, дечки ви благодарам многу што бевте денеска овде. Ми е многу кеф што токму вие бевте за оваа тема која што е една од убавите теми до сега што ги имаме направено во овој циклус на емисии. Вас, драги гледачи, би се заблагодарило за вашето внимание. Следната епизода разговараме на друга интересна исто младешка тема, а тоа се јутјубери, геймери, инфлуенсери или заеднички кажано креирачи на содржини на интернет. До тогаш ви посакувам да останете во добро здравје и гледате Македонска радио телевизија. Довидување.